првото предавање од серијата предавања на тема семинар за животот, или како што гледам и овде, ова предавање носи наслов Зошто Бог го дозволува ова? И како и со првото предавање верувам дека нема човек, особено возрастен човек, кој што еднаш во животот не си го поставил ова прашање. Најчесто си го поставуваме кога ќе не спопадне некаква несреќа, кога ќе поминуваме низ некакви проблеми, кога ќе ни се случи, не дај Боже, некаква болест, некаков удес, ни починал некој близок. Па дури и ако не е лично за нас, дури ако гледаме некакви големи катастрофи, може би во нашата земја се случили или во соседството, неминовно си го поставуваме ова прашање. Во градот Келн, например, еден лудак влегол во средно училиште со фрлач на пламен и убил 12 деца. Во еден друг град пијан возач, возејќи удрил во мајка и ја прегазил и таа останала траен инвалид. Во една друга прилика, човек кој што бил пијаница, дошол дома, ја претепал жена му и таа починала. И сега се прашуваме, зошто Бог ги дозволува овие работи? Најчесто во ваквите случаеви, другата страна ја гледаме како невина жртва. И велиме, каде е тука Бог? Зар Бог не е праведен? Зар Бог не треба да реагира? И ова е прашање на кое што нема лесен одговор. Особено затоа што нема едно решение или еден одговор за сите ситуации. Одговорот може да биде различен. Факт е дека се случува секојдневно да доживуваме зло од различни причини. Понекогаш причината за злото не сме самите ние. И во поголем дел од овие ситуации кои што ги опишав, другата страна може да ја сметаме за невина страна. Што се виновни тие 12 деца кои што загинале од еден лудок? Што е виновна таа жена која што била прегазена од пијан возач? Што е виновна сопругата која што била претепана од пијаниот сопруг? И ние велиме, никој од нив не го заслужуваше ова нешто. Па сепак овие нешто се случуваат. Дали секогаш сценариото е исто? Дали секогаш причината е иста? Не. Но ние кога го поставуваме ова прашање, многу пати го поставуваме затоа што ние го чувствуваме лично на себе си. Ретко се прашуваме зошто Бог дозволува други луѓе да страдаат. Но се прашуваме зошто Бог дозволува кога јас страдам. Зошто Боже токму на мене? Зошто токму јас? И ретко се прашуваме зошто ни се случуваат добри работи, да бидеме искрени. Нели, ако денеска на некој од вас ви се падне на лото и добиете $1 милион, нема да речете зошто Боже баш на мене. Ки си ќутите и кажеш фала Богу, добив. Нема да се жалиме, нема да речеме зошто бе Боже на мене, зошто не се падна на Снежана, требаше да се падне. Зошто кај мене баш ме најде на мене. Нема да се жалиме, нели? Бидејќи ние во суштина сметаме дека го заслужуваме сето добро, а не заслужуваме нито едно зло. Па сепак причините зошто ни се случуваат овие работи се различни. Понекогаш, како што реков, причината не е заради наша вина. Понекогаш може би се случува за да излезе на добро. Бог понекогаш дозволува зло во нашите животи или неволи, за да може да го извади на добро, иако ние не сме свесни. Има една приказна за човек кој што доживел бродолом и успел да се спаси на пуст остров. И поминале неколку денови, човекот се обидувал да најде некакво решение како таму да се извлече, но нема како. На секаде околу него само чисто море, во далечина поминуваат некакви бродови, но не го гледаат и се чудел што да прави. На крајот се помирил со судбината дека тој веројатно остатокот од животот ќе го помине тука. И решил, ако ништо друго, барем да се изгради некаква пристојна политка, кукичка. Почнал со нешто како може да крши дрва, да цепи, да се снаоѓа и со срдни маки, после долги денови, успеал да се изгради кукичка.
Внатре во куќичката дури си направил и огниште и успел и да запали оган. И решил токму тој ден да прошета, да види дали може би ќе најде нешто друго во самиот остров, може би и некој друг човек. Откако се оддалечил доста далеко од самата куќа, забележал дим. И кога погледнал оддалеку, сватил дека неговата куќа гори. Онаа куќа за која што се трудел со денови да ја направи. И додека трчејќи стигнал до куќата за да ја спаси, таа веќе целосно изгорела, станала пепел. И паднал на колена и онака во гнев. Зошто Боже? Зошто Боже? Ај што ме стави овде на пуст остров, па и оваа куќичка што со маќија правев сега дозволи да изгори. Зошто Боже? И така во неговата тага легнал изморен и заспал. Ноќта дошла, тој ја поминал ноќта спиејќи надвор, утрово се буди и пред него луѓе со чамец дошле на брегот и стојат до него. И тој се чуди од каде овие луѓе. Луѓето го разбудили и му рекле: добро е што запали оган, бидејќи можевме твојот оган од бродот да го видиме и затоа дојдовме за да те спасиме. Ти благодариме што го запали огинот, што ни даде сигнал, инаку немаше да знаеме дека си тука. Гледате ли дека понекогаш и нештата за кои што мислиме дека се лоши, негативни, може Бог да ги заврши на добро. Тој всушност и не знаел дека запалената куќа ќе биде неговиот спас. Не знал дека тоа нешто ќе донесе сепак сигнал од кој што луѓето ќе го пронајдат. Затоа кога се прашуваме зошто Боже, не секогаш нештата се такви како што ги гледаме на прв поглед. Понекогаш може би причините или последиците се пак заради самите нас. Често пати, да бидеме искрени, здравствените проблеми што ги имаме се заради ние што не го занемаруваме здравието. Колку пати докторот ќе ни каже: слушај, ова веќе да не го јадеш. И ние ќе го држиме тоа една недела, две и после си продолжуваме по старост. Свеним, ајде, ништо не ми е, ништо не ми е. Јас, например, имам камења во бубрезите и докторот еднаш кога добив, не знам колку од вас сте имале таква болка, вела дека е посилна од породилната. Еднаш кога добив болки, се свиткав на земјата, плачам, викам само ова да помине, ќе направам се што ќе каже докторот. Одам на докторот викат: камене си, добил напад од камено бубрезот. И ми напише една цела листа што да не јадам, сирење да не јадеш, млеко, такви работи, вели со калциум тоа се оддава, камења, кај тебе негативно тоа да не јадеш. И јас викам: море, после такви болки ништо не јадам, нема ли да чекнам. И знаете ли колку го држам тоа нешто? Недела две. И после тоа онака први срамежливо ќе чепнеш малку нели сиренце, ќе апнеш и знаеш како да е некој отров го апнеш, викаш: ништо не ми е. Следниот пат пак ќе апнеш и викаш: ништо не ми е, нема напад. И почнуваш пак редовно да си јадеш се до следниот напад. И следниот напад викаш: не ми требаше, веќе не јадам. Еве приметив, повеќето од вас исто сте пушачи, излегувавте надвор да пушите. Нели? Иако знаеме дека пушењето е штетно, ние продолжуваме да го правиме. Се до моментот кога ќе ни кажат дека тоа го загрозило нашето здравје. И тогаш ќе си речеме: зошто Боже? Но во тој случај вината не е негова, него ние одлучуваме. Затоа велам, постојат различни причини и тешко е да дадеме еден одговор. Зошто се случува ова? Понекогаш вината не е наша, понекогаш Бог дозволува за наше добро да излезе, како пожарот со куќата на пустиот остров, но понекогаш и реално да си бидеме самокритични, вината си е во самите нас. Ние си правиме нешто што знаеме дека ќе доведе до тие последици. Да бидеме искрени, најмногу од неволите и од злото во овој свет доваѓат од човекот. Правени се истражувања, постојат различни причини за неволи во овој свет и за зло. Ние можеме тука да наброиме и земјотреси, природни непогоди поради кои што луѓето умираат, но знаете ли дека сето тоа заедно собрано како број на жртви не е ни приближно иста бројка од бројот на жртви кои што се причинети од човек.
Проценето е дека од војната, од тероризмот, од човечка рака, дека се случуваат над 300 милиони смртни случаеви, кои што не е ни приближно толку колку што се случиле од земјотреси или други работи. Што значи, иако постојат неволи, кои што се од природни непогоди, најголема причина за проблемите што ги имаме во овој свет е самиот човек. И дури да не зборуваме за смртни случаеви, например, често пати светските финансиски кризи ги создава човекот. Економските кризи во една држава ги создава човекот. Поделбата на класи помеѓу богати и сиромашни често пати ги создават владите кои што се некадарни влади или пак влади кои што се корумпирани. Повторно, причинителот е човекот. Раздорите во едно семејство, разводите, повторно ги создава човекот. Недоволно храна, неправилна распределба за храна, гладот во многу земји. Причината за тоа знаете ли кој е? Повторно е човекот. Востановено е дека има доволно храна во овој свет за сите луѓе да бидат нахранети, за никој да не биде гладен. Па дури и оние што гладуваат во Африка. Причината не е дека нема храна. Причината е што едни имат премногу и се богатеат, другите остануваат сиромашни. И повторно гледаме и тука, причината за гладот, за сиромаштијата, вината е во човекот. Често пати затоа што слободната волја што Бог ја дал на човекот е злоупотребена од поединци или од луѓе што ја имаат власт. Овде на сликата гледаме една личност која што верувам нема човек што нема да го препознае. Адолф Хитлер. Не. И кога ќе го видиме него, веднаш не подсетува на злото што стои позади него, на милионите луѓе кои што изгинале поради него, поради неговата луда идеја да завладее со светот и да создаде ариевска раса. И кога ги гледаме луѓето како него, си велиме, па да не беа овие луѓе ќе имаше помалку зло на земјата. И сваќаме дека причината, најголем дел од причината за злото во овој свет е самиот човек. Или злоупотребата на слободната волја што Бог ја дал на човекот. Интересно, Бог на сите нам ни дал слободна волја, но таа слободна волја ние знаеме да е злоупотребима. И кога се прашуваме, Боже, зошто не го уништиш злото во овој свет? Зошто не ги уништиш неправдите? Зошто не ги уништиш, сиромаштијата? Зошто не ја уништиш омразата, насилството, алчноста, љубоморите? Што е она што Бог сушност треба да го уништи? Замислете ако Бог реши денеска да ја уништи сета неправда, или да ги уништи сите луѓе кои што вршат неправда, сите луѓе што лажат, сите луѓе што имат омраза во срцето. Да ве прашам, колку од нас тука би преживеали? Никој, затоа што такво нешто Бог ќе најде во сечие срце. Дури ако не сме го направиле, сме го помислили. Дури ако не сме убиле човек, многу пати сме посакале некој да е мртов. Некој, знаете, кој ќе ни стапне на жулјот, или некој кој ќе ни изневира до таа мера во себе си, викам да можам да го убил. Мојот поголем син, например, еве сега ќе го издадам, пред неколку години, наполни 18 години и му уплативме да полага за автомобил. И првиот пат кога возеше градска, падна. И ништо, ние му викам, ајде синко, сите од прв пат нели паѓаат, мора. Тоа е, така е системот. Вториот пат пак му уплативме, пак падна. Третиот пат пак му уплативме, пак падна. 6 пати го буткаше комисијата и на 6-тиот пат одам да го взимам и изнервирам. Знаете што вика? Да имам пиштол би ги убил! Би ги убил, сите би ги убил! Сите во колата таа комисијата би ги убил сите. Сега јас знам дека него мислеше вистински, нели, и да има пиштол во раката, ама понекогаш сме изнервирани до таа мера што посакуваме некој да е мртов. Во нашето срце, Бог, ако го отвори, во секој едно од нас ќе најде во одредени моменти омраза, ќе најде и себичност, ќе најде и алчност, ќе најде и корупција. Ние и префрламе на оваа влада и на било која друга следна, велиме,
Абе, премногу корупција има во Македонија, премногу се краде, премногу ова нешто се прави, премногу она нешто. Но да бидеме искрени, тие луѓе се произвезени од нас. Тие луѓе само го негуваат менталитетот што сите ние го негуваме. И причината зашто така прават е затоа што така сме научени да правиме. И ако јас и ти би дошле на власт на нивно место, веројатно и ние така би правили. И тогаш други луѓе ќе се прашуваат: Господе, зошто дозволи овој Горан там да е на власт и да краде? Зошто дозволи овој Тодор да го прави тоа нешто? Или кој да е? Зашто проблемот е во нас, луѓето. Кога си го поставуваме прашањето зошто Боже го дозволуваш ова, може би е фер прашањето да го префрлиме или топката на нашата страна. И да се запрашаме зошто човекот го дозволува ова. Зошто јас и ти дозволуваме во нашето срце се уште да живее неправдата, се уште да живее алчноста, се уште да живее лагата, се уште да живее омразата. Зошто јас и ти на нашето срце не му кажеме стоп? Од сега понатаму нема да дозволам такво нешто во моето срце. Ние сите сакаме во овој свет да видиме нели еден поразличен свет. Но прашањето е дали сме спремни кога прстот го вперуваме во другите, дали сме спремни да го впериме и во нас. Некој рекол дека секојаш кој ќе впериш прст во некој друг и ќе го осудиш, има 3 други прста што покажуваат кон тебе. Еве, пробајте, ќе видите, 3 прста вперуваат кон вас. Има една ситуација во Библијата, во Новиот Завет, многу интересна, но поучна случка, кога на Исус му доведуваат една жена фатена во прељуба. Според тогашниот Мојсеев закон, до кој што се држеле евреите, ако маж и жена бидат фатени во прељуба, треба и двајцата да бидат каменувани до смрт. Значи, следувала смртна пресуда, најстрога казна. Но сепак пред Исус ја довеле само жената. Ја довеле жената пред неговите нози и му рекле: Учителе, ја фативме оваа жена во прељуба. Како си ја фатил во прељуба? Само со себе? Па каде е мажот? Мажот го немаше. Веројатно овие луѓе може би биле пријатели на мажот и рекле: Ти си наш, ајде, беге. Ама жената ќе ја донесеме. Може да си предпоставиме, нели, што се случило, како мажот го снема, само жената беше овде. Но како и да е, тие ја донесоа жената и сите спремни со камења во рацете, подготвени да ја каменуваат, и за да го тестираат Исус, да видат колку тој е милостив учител, му го поставуваат следното прашање. Рекол: Учителе, оваа жена ја фативме во прељуба. Според нашиот Мојсеев закон, таа треба да биде каменувана. А што велиш ти? Да ја каменуваме ли? И сега тишина, штама. Сите чекат да видат што Исус ќе одговори. Ако Исус рече: каменувајте ја, си речеме: каков е овој учител полн со љубов, спремен да уништи еден живот. А ако рече: не ја каменувајте, па тие ќе го обвинат дека не го држи Мојсеевиот закон. Каков е тој учител кога не го држи законот Мојсеев даден лично од самиот Бог? И знаете што даде одговор Исус? Исус рече: оној од вас што нема греф, прв нека го фрли каменот. И еден по еден сите ги оставија камењата и си заминаа. Гледате, Исус не рече: не ја каменувајте. Исус рече: да, треба да биде каменувана, но кој од вас не го заслужува истото? Оно од вас што нема греф, прв нека го фрли каменот. И ајде сега да видиме. Ако бевме ние таму и држевме камења, спремни да казниме, кој од нас таму ќе беше без греф? Кој од нас не заслужува исто да биде осуден и казнет од Бог? Кој од нас не го заслужува исто така камен? Затоа одговорот на прашањето зошто Боже го дозволуваш ова не е едноставен. Често пати реков, може би човекот нема директна вина, но најчесто ако Бог реши да го уништи сето зло, бидејќи кога ние прашуваме зошто Боже го дозволуваш ова, подсвесно ние сакаме да кажеме: Боже, зошто ги толерираш овие луѓе? Зошто го толерираш злото во овој свет? Зошто не го казниш? Зошто му дозволуваш на овој да ме малтретира? Зошто дозволуваш на овој пијаница да се извлече неказнет? Зошто дозволуваш тие да крадат таму? И Бог вели: добро, сакаш да го казнам сето зло во овој свет?
сакаш да ја казнам неправдата, алчноста, лагата, сакаш да ја казнам, да ја уништам, јас можам во еден момент. Ќе преживееш ли, ако решам да ја уништам? Кој од нас ќе преживее? Затоа причината зашто Бог се уште не решава да се справи со злото и да суди е заради неговата милост и долготрпение. Бог чека јас и ти да му кажеме не на злото во нашето срце. Бог чека јас и ти да се покаеме за злото. Реков дека ние во нашето општество сакаме да видиме промени. Најдов на Facebook на ова интересна слика. Првата слика говорникот прашува: кој сака промени? Кој сака да види едно подобро општество, без кражби, без убиство, без такви работи? Нели, сите дигаме рака, сите сакаме промени. Ја го ја прашам вечерва кој сака промени, верувам сите ќе дигнете рака. Но погледнете го второто прашање. Кој сака да се промени? Никој не дига рака. Затоа ова е поважно прашање. Неодамна, кога излезе скандалот во Македонија за оние медицински сестри и персонал и веројатно и лекари кои што ги препродавале лекарствата на онкологија на пациентите болни од рак, кои што имат на некаков начин смртна пресуда со нивната болест и единствена надежда бил тој лек, ние сите го осудивме. Ние сите рековме ова е ужас, ова е нечовечки, ова е зверство. Но јас тогаш на Facebook напишав, ние рековме вакво нешто мора да се казни и во оваа земја мора да се случат промени. Јас тогаш на Facebook напишав: промената започнува од мене. Ако јас не сум спремен да се променам во ова општество, не очекувајте да видите променето општество. Промената започнува од нас. Промената која што треба да се случи во моето и во твоето срце, Библијата ја нарекува со еден збор покаяние. Да. Грчкиот збор за покаяние е метаноја, кој што значи промена на срцето. Или метаноја значи пресврт. Тоа значи ако сум одел во еден правец, сега го свртувам правецот и одам во спротивен, го свртувам правецот. Ако сум одел на патот на пропаста и по патот на злото, решам од денеска да запрам и да го сменам патот. Сега одам во спротивен правец, одам патот на доброто. Прашањето е дали си подготвен денеска ти да запреш со злото во твоето срце. Ние не можеме да одлучуваме за другите луѓе, не можеме да одлучиме за себе си. Затоа ако го поставувам прашањето зошто Боже го дозволуваш ова, Бог вели јас го дозволувам тоа и кај тебе. Го толерирам тоа и во твојот живот. Ама можам, доколку денеска одлучиш да се покаеш, можам да извршам промена во твоето срце. Можам да направам операција на твоето срце и да го направам ново и променето срце кое што ќе љуби и срце кое што ќе прави добро. Спремен ли си да ми го дадеш твоето срце во моите раце и јас да извршам духовна операција? Ете, од тука започнува промената. Има неколку библиски стихови кои што ќе ги најдеме во Библијата, но во секој случај мораме да признаеме дека дел од причината зошто има зло и неправди во овој свет е наша одговорност. Ако ние не ја исповедаме злоупотребата на нашата слободна волја, ако не се покаеме и не се вратиме кај Бог, ние ќе останеме одделени од Него за вечност. Оваа узрачна состојба на вечна одделеност е наречена пекол. Бог не сака ниту еден од нас да заврши таму. Затоа тој ни нуди спасение преку Исус Христос. Знаете, Бог е спремен да го казни гревот. Но од друга страна тој не сака да не казни нас. Неговата љубов не му дозволува. И затоа Бог направи едно соломонско мудро решение. Бог реши да го испрати неговиот син на овој свет и тој да ја плати казната за мојот и за твојот грех. Тој ја презеде казната за јас и ти да не страдаме. И секој кој што ќе го прифати Исус за спасител, ќе биде помилуван и гревовите ќе му бидат простени. Тој замислете исто како да имате огромен долг. Не сте платиле за струја со години, ако ви дозволуват воопшто така да не платите. И имате долг заради кој што
ќе ви исклучат струјата или ќе завршите во затвор. И замислете, тогаш се појавува некој ваш пријател и вели, јас ќе платам за неа или јас ќе платам за него. Тој го покрива долгот и вие сте слободни. Нема да одите во затвор, не мора да ви исклучуваат струјата, не мора да ставате. Затоа што некој наместо вас плати. Исус наместо мене и тебе ја плати казната за гревот. А што е со оние кои што не сака да го прифатат Исус за Спасител и не сака да се променат? За жал, тие луѓе ќе останат под Божиот гнев и тие луѓе еден ден ќе бидат судени. Конечно еден ден, верувате, правдата ќе биде задоволена од Бог, порано или покасно. Надвор си разговаравме со Ристе и со Тони и зборувавме за тоа дека без надеж овој живот и овој свет е празен. Но надежта единствено се крие во обетувањата што Бог ни ги дава. Исус во една прилика на планината на гората на проповедта, тој беше кажал една порака која што се нарекува блаженство. И тој рече, блажени се жедните и гладните за правда, бидејќи ќе се наситат. Блажени се оние кои што тагуваат, бидејќи еден ден ќе бидат утешени. Блажени се миротворците, бидејќи ќе наследат земјата. И тој овде ги наброја сите оние кои што живеат во овој свет и не сакат никому да направат зло, а сепак самите можеби се повредени. И тој каже дека еден ден тие луѓе ќе бидат утешени. Еден ден тие луѓе ќе бидат оправдани. Еден ден ќе бидат израдувани. И знаете ли кога ќе се случи тоа нешто? Кога Господ Исус ќе се врати повторно на овој свет, тогаш ќе му суди на светот. Сите оние кои што одлучиле да го отфрлат ќе бидат судени, оние кои што го прифатиле како Спасител ќе бидат благословени и неправдата ќе биде отфрлена од нивниот живот, ќе бидат оправдани. Прашањето е дали сме спремни да му веруваме на Него до таа мера и до тој ден. Во книгата на пророк Исаја вели, грешникот нека го остави својот пат и злосторникот своите намери. Нека се врати кај Господа кој ќе му се смилува и кај нашиот Бог, зашто тој великодушно проштева. Тоа е неговото ветување. Во Езекил се вели, не ми е мила смртта на оној што умира, вели Господ, обратете се и живејте. И во Римјаните ни кажува апостол Павле, сега нема осуда за оние кои се во Исуса Христа. Со други зборови, кои што го прифатили Исус за нивни спасител, кои што поверувале во Него. Тие повеќе нема да бидат судени, бидејќи тие добиле ново срце, се одрекле од патот на злото и сега живеат за Негова слава. Еве, накратко, иако на оваа тема може да се зборува многу и е неисцрпна, накратко сметам дека тука некаде можеме да заклучиме со темата и се надам дека во ова излагање добивте барем колку толку еден одговор кој што ќе ве задоволи и ќе ви донеси на вас една утеха и задоволување ако сте се почувствувале неправдани, а може би предизвик да направите и вие самите нешто по прашање на вашето срце и на вашиот живот. Амин.